Го стартувам разговорот со министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Министерка, последен пат во ова студио сега разговаравме, бевте како пратеник кој беше повреден во настаните од 27 април, а сега сте во својство на министер за одбрана. Добре дојдовте во студиото на 24. Ќе бидам директна во интерес на времето. Буџетот на Министерството за одбрана со ребалансот на вашето министерство е скусен за 8 до 9 милиони евра. Ова се сумињали од динари претворени во евра. Генерално може да ни кажете од каде се крати, зошто настрада овој буџет кој треба да биде развоен или толку многу значен за нашите евроатлантски интеграции? Некои работи во буџетот на Министерството за одбрана се зголемени, а некои се намалени. И има многу јасни причини зашто е тоа така. Прво сакам да почнам од покачувањата. Значи, ребалансот на буџетот беше неопходен и во Министерството за одбрана, за да обезбедиме плати и надоместоци за припадниците на Министерството и на армијата. Например, во буџетот, ребалансираниот, се предлага 100 милиони денари повеќе, за да може до крајот на годината да се исплатат плати на редовно, сега во моментот вработените. 100 милиони денари недостасуваа во буџетот усвоен за 2017. 55 милиони денари недостасуваа за да се исплати обврската кон војниците и припадниците на АРМ во поглед на стража, во поглед на чување на јужната граница поради специјалните околности во кои што и припадници на АРМ се испраќаат на јужната граница. Дополнителни 10 милиони денари се обезбедени за да се исплатат нашите војници кои што се на мисии во странство. 25 милиони денари дополнително за нивните животни осигурувања, за исплаќање на нивното пензиско и здравствено осигурување. Едно по едно, ве молам. Веќе на овие тези, на овие бројки реагира претходниците, односно сега опозицијската ВМРО ДПМН. Дали е точно дека и тие веќе доставиле барања до Министерството за финансии кои требале да бидат одобрени за да се исплатат дневниците, овие екстра трошоци на нашите припадници на АРМ кои се ангажирани или дополнително на јужната граница? Кој испратил? Од ВМРО ДПМН ова беше пресконференција. Дали е точно? точно? Немало потреба, не знам на кого му испраќале, ама знам дека до јуни месец министер за одбрана на Република Македонија беше од ВМРО ДПМН, министер за финансии на Република Македонија беше од ВМРО ДПМН. Немале потреба само да се испраќаат писма, доволно било кога го планирале и го усвојувале буџетот во 2016 за 2017 да не ги доведат во ситуација вработените во одбрана и во АРМ да се мислат дали до крајот на годината ќе имаат плати или не. Значи, ова не се работи кои што се случиле преку ноќ. Сме знаеле дека ќе одат припадниците на АРМ во мисии. Сме знаеле и тоа точно се знае колку луѓе заминуваат во мисија. Сме знаеле колку од нив ќе обавуваат стражарска дејност. Сме знаеле. Ама парите не биле пресметувани. Но добро, како може да се доведат во прашање тековни алиментирања за плати? Дали погледнавте во структурата внатре во буџетот да видите како е можно, уште имаме до крајот на годината 5 месеци цели да недостасуваат тие пари, тековни трошења зборуваме. Го правеле така да се лажат и себе си, и македонската јавност, и странската јавност. Се правеа, како што и во минатото сме виделе, фиктивни буџети, кои потоа на сред година ќе ги нашминкаат да изгледаат, на почетокот да изгледаат подобро, а во јуни, јули, август да одговараат на вистинските потреби. Меѓутоа, со тоа, на еден на вистина некоректен начин, се доведува во прашање функционирањето на големи системи како што е одбрана и армија. Кај се обезбедија сега тие пари, од каде се скуси во министерството? Јас ги имам бројките, би сакала едно по едно да одиме. Значи, во принцип од земањето на средства се склучи од делот кој што се нарекува купување на дополнителна опрема, машини и така натаму, или така наречените капитални расходи. Да, тие од 21,6 милиони евра се преполовени на 10,5 милион евра. Ова е клучниот адут на претходната владеачка гарнитура. Капитални инвестиции, капитални расходи, што е генерална критика на вкупниот буџет. Еве, и тоа е делот од таа навика да се прикажува буџетот убаво кога се усвојува, а во тек на година практично да се види дека системот не функционира. Еве ги, например, ова е извештајот кој што јас го добив во моментот дента кога влегов во Министерството за одбрана. Со крајот на мај, за купување на опрема и машини, кои што се клучните капитални расходи во ова министерство, таму беа издвоени 1 милиарда и 200 милиони денари, само 5% потрошени. При тоа, барем да имаше некои набавки кои што беа во тек, практично такви не постоја. Ако имате вие на половина од годината 5% на реализација, ако сакате да го почитувате законот, до крајот на годината
не е возможно тој процент многу да се зголеми. Меѓутоа, вистинската причина зошто се очекувало дека ќе се потрошат парите, а денеска реалноста го демантира, е заради тоа што владата, поточно министерот за одбрана од претходната влада, подпишал 4 договори, така наречени договори за модернизација на армијата, кои што имале навистина голема специфична тежина, сите во вкупен износ од 112 милиони евра, не требаше да се платат во првата година, меѓутоа во неколку следни години. Овие договори биле подпишани и покрај тоа што за набавките имало големи разлики во ставот помеѓу министерот за одбрана и врвот на армијата. И за тоа имаше дискусија во јавност. Повеќе ова да го одвоиме како изолирано прашање околу овие набавки што беа откажани во последен момент. Не беа откажани, договорите биле подпишани од страна на министерот за одбрана, тие биле важечки. А биле раскинати по барање на генералштабот, на началникот на генералштабот. Не сум сигурна од кои причини. Јас мислам дека вистинската причина зашто биле откажани е затоа што се виде дека доаѓа нова влада која утре може и да ги истражи овие случаи, бидејќи откажувањето на договорите или поништувањето на договорите е направено 2 дена пред да се избере новата влада. Во моментот кога почнавме дискусија во собранието за новата влада, тогаш се поништени договорите. Ја сакав уште да останеме на тема на буџет, но и ве кога го отворивте прашањето, него повикавте вие началникот на генералштабот да го прашате од кои причини дал таков налог, значи ова го тврди ВМРО ДПМН, дека тие се налог за раскинување на договорите. Значи ова е официјалното началник на генералштаб не може да даде налог за раскинување на негово барање, сакам да речам дека е раскинат договорот. Тоа е образложението на ВМРО ДПМН официјално. Значи министерот за одбрана е тој кој што ги потпишал договорите. Јас не знам врз база на која согласност нарама, ако таква била потребна, тој ги потпишувал договорите. Меѓутоа, она што стана јасно е дека долго време постоела многу голема разлика во ставовите каде се приоритетите. И за тоа треба да говорат луѓето од генералштабот, па нека говори поранишниот министер за одбрана. Интересно е, еве сега ќе ви кажам, интересно е дека некои од состаноците кои што се одвивале помеѓу на релација министер за одбрана генералштаб биле официјално снимани за да има одредена, како да кажам, следливост во тоа кој на какви позиции бил и откако побарав пристап и луѓето од генералштабот побараа пристап во овој материјал, констатиравме дека тоа снимање кое наводно било со согласност и на министерството и на генералштабот наеднаш не постои. Искрена да бидам, навистина сметам дека со многу сериозни работи се работело на многу несериозен начин. Да имате една таква нетранспарентност, една такви крупни разлики околу приоритетите на армијата, при тоа да подпишете 4 договори со една иста фирма и на крај да ги поништите 2 дена пред избор на нова влада, најблагоречено е сомнително. А кој кого снимал, министерке? Официјално се снимал состанокот помеѓу министерот за одбрана или раководството на министерството и раководството на генералштабот на армијата. Така што тој состанок целта била да биде на хартија, да биде документиран, за да потоа нема разлики околу тоа кој на каква позиција е. По мене тоа покажува дека навистина многу биле влошени состојбите, но велам, целиот процес е критикуван и од страна на некои од компаниите кои што учествувале во овие разговори и генерално мислам дека и покрај тоа што сега буџетот страда заради тоа, и добро е за Македонија што договорите беа поништени. Стапивте во контакт со израелците, реагирали, ова воопшто не се мали суми или можеби дали негде во договорот пишува дека Македонија треба да плати пенали? Еве веќе спомнавте дека буџетот може да страда поради ова? Буџетот страда од аспект на тоа дека нашето инвестирање во армијата се намалува дополнително, а тоа и досега ни била рак рана и тоа било минус за Македонија. Меѓутоа, според првичните информации, компанијата нема да побара пенали заради поништувањето на договорот. Бидејќи тоа може да предизвика навистина сериозни, во тој случај навистина ќе има и дополнителна одговорност од страна на одговорните лица, дека не довеле во ситуација за ништо да плаќаме пенали, односно да плаќаме многу. Меѓутоа, велам, лошо е кога ќе се види дека 5% од средствата кои што биле определени за инвестирање во армијата, само 5% може да бидат искористени. Еве веќе кога сте на таа тема, ќе ве прашам, зошто, например, во сегашниот ребалансиран буџет,
парите за модернизација на Министерството за одбрана остануваат на исто ниво, а парите за модернизација на АРМ се намалуваат за скоро 3 пати. Како што ви споменав, овој тип на набавки не можат да се спроведуваат за 5 или за 6 месеци. Тоа е невозможно. Дополнително, набавки кои може да се прават е само тие кои се предвидени во планот за јавни набавки, кој предвидел средства за овие намени, ама договорите се поништени. И вие не можете да го почнете процесот преку ноќ од нула. И да почне, до крајот на годината не може да се реализира. За да Република Македонија плати опрема, машини, тоа значи дека до крајот на годината треба да истера законска процедура, која воопшто не е куса, треба да водите диалог со компаниите кои што произведуваат таква опрема, треба да го потпишете договорот, треба да оставите период за жалби и на крајот треба и опремата да биде испорачана. А овој тип на опрема никој нема да ви го испорача од денеска за утре. Инаку, до крајот на годината овие пари можеа да останат во буџетот, ама сите ќе знаевме дека не можат да се потрошат. Во извештаите сите на НАТО се коментира прво дека многу подобро мора да се планираат финансиите кои што се насочени кон одбраната и дека не треба да се мамиме ниту себе си, ниту НАТО партнерите, ниту македонската јавност. Отидов, претерав малку со буџетот, но морам моето последно прашање зошто се зголемува ставката за плати и надоместоци кај администрацијата ве прашувам, не вкупно на ниво, зборувам за администрацијата на Министерството за одбрана. Нема разлика помеѓу Министерството и едното и другото. Јас ви спомнав дека ако оставевме буџет таков каков што е, до крајот на годината луѓето во Министерството за одбрана и армија ќе имаа проблем да ја примат последната плата. Значи, зборуваме за бројка која што не е зголемувана, туку напротив се намалува. Затоа што, како што вие рековте, не бил планиран буџетот согласно потребите. 100 милиони денари на 1 јуни, дента кога влегов во Министерството за одбрана, веќе не достигаа 100 милиони денари за плати на постоечките вработени. Околу трошењата на службени пари, докаде е истрагата, односно би рекла работата со она што беше обелоденето околу 30-32.000 евра дека се потрошени од страна на првата постава, првиот поранешен ешалон на Министерството. Ги знаеме сумите, знаеме зашто се трошеле парите. Јас ќе ве прашам дали како институција се обративте до некоја друга надлежна институција за покренување на истраги да дојдеме конечно до некоја одговорност, дали воопшто има злоупотреби? Јас сакам да кажам дека до Државниот завод за ревизија генерално, сега не зборам само за овие трошоци, се обратив со барање да се изврши ревизија на работењето и со жалење после известно време добив писмо дека тоа не сакаат да го направат, туку дека кога ќе им дојде редовниот термин за ревизија во Министерството, тогаш. Мислам дека е тоа лош систем, заради тоа што очигледно дека имало и има некакви проблеми. И мислам дека е подобро да се извадат на површина за да се решаваат. Што се однесува до трошењето, мислам дека клучниот потек кој моравме да го направиме е да и дадеме на јавноста шанса. Тоа што законот го кажува дека има јавноста пристап до сите информации, тоа да и го понудиме. Во моментот кога ваши колеги први почнале да поставуваат очигледно незгодни прашања околу овие трошоци, предходниот министер донел одлука дека е најдобро тие податоци да се прогласат за службена тајна. Беше важно да ги декласифицираме тие податоци и беше важно да воспоставиме систем во кој ниту јас, ниту било кој друг во Министерството нема да може повторно да ги крие тие податоци од јавноста. Дополнително сега работиме на нови правила, согласно правилата кои ги донесе и владата во своето работење, точно да се знае кој колку може да потроши средства и за кои намени. Мислам дека клучниот проблем е таму, дека целта на трошењето на овие средства за репрезентација не е за да функционерите ги користат за своји потреби, туку за да со тие средства можат да реализираат официјален ручек, официјална вечера, официјално патување. Да бидат покриени. Не, сакам јас да направам една разлика помеѓу отсуство на транспарентност и присуство на одговорност или незаконско трошење. Затоа повторно ќе ве прашам, дали има основа до јавното обвинителство кое што рече вака: ги чекаме сите наоди, сите докази од сите институции кои смета дека има одредена злоупотреба на одредени државни пари по одредени основи да пријават. Дали се обративте до обвинителство? Ние се уште сакаме да на обвинителството да испратиме еден комплетен материјал. Затоа што не е доволно да кажете овие 6 месеци, не е доволно да кажете за еден функционер. Навистина тука не сакаме да тераме политика. Сакаме на виделина да излезат работите,
секој кој треба да носи политичка, меѓутоа оние што треба да носат и кривична одговорност. Тоа не е наше да го констатираме, но органите кои што се за тоа задолжени можат да спроведуваат истраги. Има и некои дополнителни податоци до кои што дојдовме, кога ги собиравме информациите, и сето тоа заедно ќе биде испратено до обвинителството за да одлучи како понатаму. Проблем делумен беше заради тоа што правилниците кои што ги пропишувал или упатствата, министерот или владата, практично им давале зелено светло секој да троши колку сака, кога сака. На која сума ќе биде ограничена вашата државна картичка? Не зборувам за ставката репрезентација преку буџетот, генерално тие државни картички. Јас мислам дека не треба да се дели картичката од репрезентацијата, затоа што може трошок. Вие имате на годишен трошок за овие намени. Во овој момент, според тоа како се работело, министрите, па вклучително и министерот за одбрана, немал никакво ограничување. Мислам дека е тоа погрешно. Мислам дека и министрите треба да имаат ограничувања кои што ќе бидат пропишани и се договоривме дека ќе го почитуваме она што беше донесено како правилник на владата на Република Македонија, каде што точно се знае ограничувањето практично за секој вице-премиер, па у ситуацијава и министер, е 500 евра. Тоа сакам да кажам дека владата практично на тој начин, на месечно ниво, ќе ги ограничи средствата толку колку што претходниве министри на пола ручек ги трошеле. Дополнително, мислам дека е навистина некоректно кога ќе се види на колку често и за кои потреби и на кои места се трошеле навистина сериозни суми. Се движиме конкретно разговорот. Пред некој ден, мислам дека во посета бевте на Штипската касарна. Прочитав една ваша изјава или велешката. Прочитав изјава во која што вие демонстрирате разочараност од интересот и бројот на македонски девојки и момчиња кои се пријавуваат за доброволно отслужување на војниот рок. Јас ќе прашам министерке, како да ги стимулираме нашите млади доброволно да се пријават и да се обучуваат да бранат нашата татковина во услови кога самите вие како опозиционер велевте дека спијат во кревети од јана, немаат основни, како да речем, облека, гардероба за функционирање и за работа. Дали ќе му возможите достоинствен живот на нашите војници? Многу често кога зборуваме за финансирање на одбраната и на буџетот, многу повеќе акцент ставаме на барањата или критериумите на НАТО. Па велиме минимум 2% од бруто домашниот производ. Па затоа сакам во нашиот микросвет каде што се соочуваме со нашата реалност. Тоа сакам да го направам како контраст. Не е целта да зборуваме за двоењето во одбраната како нечие барање. Ако една држава сака да си ги гарантира своите граѓани, нивната безбедност, безбедноста на својата држава, во ситуации кога таа безбедност, таа сигурност се загрозени, таа мора сериозно да инвестира во системот, ама да инвестира и во луѓето. Во принцип, во разговори со многумина кои работат, особено припадници на армијата, главната критика е дека се чувствува дека државата ги оставила на цедило. Дека има премногу мешање и на политика, дека има пренизок животен стандард, дека има премалку инвестиции на местото и оружјето и опремата со која што работат. Затоа нашата цел на постепено зголемување на буџетот во одбраната треба да биде пред се и над се, за да обезбедиме војската, припадниците на АРМ да се чувствуваат дека оваа држава мисли на нив како што тие мислат на неа. Ќе добијат ли, например, до крајот на годината нови обувки? Како што зборувавме за буџетот, не се тоа работи кои што можат да се направат во период од 6 месеци. Не се. Јас би ве лажела вас или би ги лажела нив, ако е тоа така. Системот на планирање и буџетирање во одбраната си бара многу поголема долгорочност и планирање. Оваа година треба да испланираме за да следната година се набави и униформа, за да се набават и обувки. И целта ќе не биде тоа навистина да го вградиме во буџетот, ама и да го спроведеме во буџетот. Имаме на сега во доброволната војска? Доброволната војска се навистина многу мали бројките. Последниот пат неколку турнуси има во текот на годината, кога бев во Велес, мислам дека официјално почнаа околу 40, не повеќе од 40 припадници. А тоа се идните професионални војници. Истото го имаме како проблем и кај одреден дел на питомци во воената академија. Статистика колку од нив остануваат кога ќе се пријават, остануваат во армијата доброволно и професионално да се надградуваат? Доброволните војници можат да конкурираат понатаму за професионални. Тоа не зависи само од нив дали ќе бидат примени или не. Меѓутоа факт е дека од професионалните војници кои што започнале ангажман во армијата,
еден дел заминуваат заради лоши услови, еден дел заминуваат во странство, еден дел одат на сериозни, дури и опасни мисии, каде што можат да заработат повеќе и каде што се посигурни дека ќе си го прехранат семејството. Значи целта мора да ни биде што е можно поголем број од нив да ги задржиме, ама и да им обезбедиме утре да знаат на што можат да сметаат. Да. Видов, ќе се продолжи проектот АРМ Твој дом. Тоа е еден од проектите на претходната владеачка гарнитура. Претходно дали направивте некој увид во проектот? Како се спроведува, како се реализира, каков е интересот, динамиката? За жал, проектот е на хартија и не е мрднат од хартија. Меѓутоа, за тоа и дополнително ќе ја информираме јавноста. Во принцип, многу сликање имаше околу тоа. Јас барем мислев од страна дека барем нешто е направено. Ситуацијата е поразителна. И еден дел дури од парите кои што биле наводно тргнати настрана не се искористени. Меѓутоа, сето ова се теми кои што влијаат на намалениот интерес, особено кај младите, да се одлучат за воена кариера или кариера во армијата на Република Македонија. Зошто го продолживте? Сте направиле увид сепак во тој проект. Зошто продолжува? Ние продолжуваме со нашата политика да се понуди решение за овој проблем. Тоа не значи дека ќе се продолжи на ист начин, заради тоа што велам, проектот бил Потемкиново село. Изградено, ставено на хартија, меѓутоа еден чекор не е мрднато напред. И на крајот, моето последно прашање, омилена тема ви е евроинтеграција, дали после сето ова што изминатиот период го имаме, малку Македонија од онаа дефанзива премина во офанзива во надворешната политика, нешто конкретно, може би на есен, во делот на НАТО, во делот на евроатлантските интеграции, доколку добро, сега си ја сработиме онаа домашна задача што ја преземавме со 369 акцијскиот план? Ние 11 години не ги поминавме стоејќи во место. За овие 11 години системот навистина е урнисан. Тоа граѓаните го чувствувале во сопствениот живот, кога ќе чукнат на вратата на судство, на администрација, ама тоа особено е видливо во делот на нашите европски и евроатлантски, односно НАТО интеграции. И сега очекувањата на светот се навистина големи. Сакаат да дадат поддршка. Нашите, да. Меѓутоа, нема да можеме да одиме забрзано напред, ако не покажеме дека она што е рушено во континуитет, полека почнува да се гради. И за тоа ќе треба и време, за тоа ќе треба енергија, за тоа ќе треба многу резултати. Јас сум убедена дека ако направиме се она што е потребно, дека резултатите ќе дојдат. Но уште поубедена сум дека на тацна нема да добиеме. Како што не го добивме на тацна кандидатскиот статус, како што на тацна не ја добивме ни независноста. Меѓутоа, овој момент треба да го искористиме. Фактот дека веднаш по избор на владата премиерот имаше посета на Брисел и средба со генералниот секретар на НАТО, имаше средба со првиот човек на Европската унија, со првите европјани, покажува нешто. Фактот дека за неколку дена ќе имаме средба со американскиот подпредседател кој доаѓа во посета на регионот, а Македонија е еден од кодомаќините, покажува дека полека но сигурно ја враќаме Македонија на мапата. Меѓутоа, преку ноќ резултати се невозможни. Она што е битно е да знаеме како држава што сакаме, да сме спремни тоа да го сработиме и да има практично со какви резултати да бараме и членство во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. Изминатиот период се подгреа малку очекувањата, се надеваме на некои резултати. Мислам дека треба да бидеме амбициозни, а да не спиеме на тоа дека некој ќе дојде и ќе ни донесе пакет во кој што ќе стои НАТО членство или почеток на преговори со ЕУ. Секогаш сум се борела против таквото пасивно чекање некој да дојде да не ослободи, некој да дојде да не оправи. Македонија има капацитети, има знаење, има многу професионалци, на нив треба да им дадеме шанса да покажат дека оваа држава заслужува. Радмила Шекеринска, министерка за одбрана, ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Ви благодарам на поканата.